Онако што следува во продолжение најновото понеделничко издание на емисијата Визита со мојата драга колешка Билјана Дебарлиева. Билјана, пред да ти посакам добро утро, сакам да ти посакам среќни празници, среќна нова година, многу здравје, многу среќа и многу успешни емисии во 2016-та. Благодарам, Елена, добар ден и до тебе и се разбира. Среќна нова година и тебе, јас ти посакувам се најубаво како што спомена. Здравје, успех, берикет, љубов. Многу повеќе во оваа 2016 година, а истите пораки и честитки ги упатувам и до нашите почитувани гледачи. Прва визита во 2016 година, како што ја испративме старата со оние пораки за уште поубава и поуспешна нова година, сакам да ја почнеме и оваа 2016 година и оваа прва визита. Многу здравје, успех, разбирање, расположение, поголемо заборавете ги лошите работи во 2015 и со многу попозитивна мисла почнете оваа нова година. Денеска исто така ќе имаме нова визита, ќе ве советуваме, ќе ви упатиме пораки кои што се насочени кон нашето сопственото здравје, како да го зачуваме и како да го унапредиме здравјето. Останете со нас, почитувани гледачи, почнуваме веднаш. А денеска на визита ни доаѓа примариус доктор Љупчо Стојковски, специјалист интернист, субспецијалист нефролог од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден, среќни новогодишни празници и многу поуспешна и поубава 2016 година. Добар ден и за вас и за вашите гледачи. И јас ќе се надоврзам на многуте честитки. Се најубаво во новата година. Сите посакуваме пред се добро здравје, а јас ќе додадам да се грижиме и да го негуваме здравјето, бидејќи здравјето е најскапоценното нешто што го има еден човек и една заедница, и затоа сите треба да земеме активен став кон зачувување и негување на здравјето. Така, ама не само да си посакуваме и само да зборуваме за тоа, туку и нешто да преземеме конкретно и да направиме. Колку се грижиме за сопственото здравје? За жал, би рекол, во една земја која припаѓа на Европа и на една од најпрогресивните колевки на цивилизацијата, ние се уште живееме како да утре ќе биде крај на светот. И празниците тоа го докажуваат со полни трпези, со многу алкохол, со многу чат од цигари. И за жал, со тоа покажуваме на дело секој од нас дека малку водиме грижа за здравјето. И таа порака што денес треба да испратиме до нашите гледачи е токму дека секој поединец може да даде придонес за сопственото здравје, а преку сопственото здравје да се грижи за здравјето на заедницата. Така. Доволно ли е само како поединец човек да направи нешто за сопственото здравје или пак е малку и пошироко треба да го гледаме тоа? Убаво што го зачнавте ова прашање, бидејќи лекарот и здравствениот систем се само една карика за зачувување на здравјето. За здравјето пред се треба да се грижи државата со политиките кои што ги гради, понатаму сите поединци во смисол на социоекономски фактори кои што влијаат на здравјето и на крај здравствениот систем и докторите. Значи нема добро здравје без еден затворен циклус на политики кои што ќе овозможат добро здравје. Така. Многу е важна и едукацијата. Еден од начините и преку медиумите и преку овие емисии кои што за среќа ги има се повеќе, нели, да ги упатиме пораките до нашите гледачи. Да, знаењето како да го сочуваме здравјето и како здраво да живееме се пресудни во зачувувањето на здравјето. Ако вие имате знаење, тогаш секако полесно ќе се справите со проблемите. И затоа се токму и овие емисии, затоа и таа кампања, широка граѓанска иницијатива треба секојдневно да се случува, за да ние здравјето го сочуваме онакво какво што ни од природата мајка дадено. Затоа апелираме уште еднаш, секоја прочитана информација, секоја добиена информација, искористете ја и применете ја врз себе, се разбира, онака како што на вистина треба да таа информација биде пласирана, да биде базирана на докази, на модерната медицина, која се повеќе се осврнува не кон лекувањето на болестите, кој што се разбира приоритет, туку кон превенцијата на заболувањата, истражува голем број ризик фактори кои што се бела чума на денешницата и кои што носат милиони животи без да знаеме ние всушност што се случува воопшто на планетава за една година.
Бројките се застрашувачки. Јас не би сакал денес, кога е еден свечен дел од празниците, најголеми вожеви во годината, да изнесуваме црни статистики, но треба да знаат луѓето дека, да речеме, минатата година околу 5 милиони луѓе на планетава го изгубија животот заради злоупотреба на цигари и тутун. Околу 3,5 милиони го загубија животот заради нерегулирана шекерна болест. Околу 1,7 милиони заради карцином на белите дробови. Тоа се застрашувачки бројки. Ние гледаме на телевизиите воените жаришта колку луѓе носат, но замислете ги од друга страна овие бројки врз кои што можеме да влијаеме. И тоа е и целта и поентата на овој разговор денеска. Така. Свесни сме и постојано слушаме за одредени заболувања за кои што постојано велиме се на прво место како причина за смртност, второ или трето по застапеност. Но треба нешто да преземеме и да влијаеме на тие ризик фактори. Ризик фактори на кои што можеме да влијаеме и на кои што не можеме да влијаеме. На што најмногу да обрнеме внимание? Високиот крвен притисок, маснотиите, шекерот во крвта некако се како најзастапен здравствен проблем, а тие пак од своја страна се и ризик, нели, за кардиоваскуларните и за другите заболувања. Да, токму ги спомнавте најчистите ризик фактори. Подготвувајќи се за емисијава, најдов на еден податок кој што буквално и мене ме изненади во позитивна смисла. За да избегнете одредени заболувања кои што се најчести во популацијата, значи кардиоваскуларните заболувања кои што апсолутно водат во однос на смртноста, понатаму малигните заболувања, шекерната болест, компликациите, бубрежните заболувања, во сите тие најважен фактор за спречување на истите е физичката активност. Значи, секојдневно вежбање, било во домот, било надвор од домот, ви гарантираат подобра циркулација во телото. Кога имате подобра циркулација, вие имате еластични крвни садови, кои што се способни да издржат секаков промена на крвен притисок. Имате подобра циркулација во ткивата, каде што организмот има способност да детектира одредени клетки кои што се, да речам, малигни. И ако тој ги открие на време, тогаш ќе ги уништи. Всушност, има теорија дека ние секојдневно во организмот создаваме промалигни клетки, кои што организмот успешно ги уништува. А ги уништува со добра циркулација, со кислород кој што ќе го допреми организмот до деловите кај што непријателот демне, а непријателот не демне секојдневно. Така. И само го чека моментот кога и затоа и нашата грижа за здравието мора да биде секојдневно. Так. Најчесто за жал реагираме кога ќе се разболиме. Да. Тогаш е доцна. Значи, секојдневно мораме да се грижиме за собственото здравје. Тие што знаат повеќе, треба да ги учат тие што знаат помалку. Останатите, така. Основната клетка на општеството е семејството. Тука треба да почне едукацијата, од мали нозе. Тука треба да се прошири тоа на пошироката заедница, на комшиите. Понатаму на малото во кое што живеете и работите. А понатаму во целото општество. Во тоа треба придонес да дадат сите, почнувајќи од државата до последниот поединец, за да ова општество го направиме поздраво и подобро и посрекно за живење. Така, кога веќе ја споминавте физичката активност, само сакам да се надоврзам. Нема доктор кој што не ја споменува. Значи во секоја визита, без разлика за каков здравствен проблем да зборуваме, секогаш на крајот пораката е меѓу другото бидете физички активни. Според можностите нели на секој поединец и возраста и можностите. И токму затоа е и ова големо значење на физичката активност. Можеби гледачите ќе речат постојано само физичка активност, што е толку важна и значајна. Значи, често со моите пациенти во разговор, кога зборуваме за лекувањето на артериската хипертензија, со помош не на лекови, туку со промена на стилот на живот, ја споменуваме физичката активност. И најчесто припадничките на понежниот пол, домакинките или вработените жени велат: ама знаете, доктор, јас денеска колку работа завршив низ дома. Не е тоа истото. Значи, она што една прошетка од половина час секојдневно со брзо одење може да ви донесе бенефит, не може ни една друга физичка активност. Или друг, да речам, припадник на посилниот пол, мажот, ми вели: доктор, јас денес не сум застана, цел ден сум на работа.
Тоа се стресогени фактори кои што лошо му носат на здравјето. Друг вели, денеска од кафана не сум излезен со состаноци. Мислам, работи кои што луѓето ги доживуваат како голема вредност и труд даден за сочувување на своето здравје се сосема погрешни. Всушност само лошото го направиле, така позитивно ништо. За жал, воздухот ова зима е исклучително лош, со низок квалитет и тука мораме и ние сите да учествуваме во тоа да аерозагадувањето се намали, за да можеме ова што јас го препорачувам всушност да го практикуваме. Да го применуваме и да го практикуваме, да. Да ги слушнеме гледачите, нивните прашања, па ќе продолжиме со нашиот разговор. Добар ден за првиот гледач, повелете. Добар ден. Да, ве слушаме, повелете. Добар ден. Ние исто имаме една сопруга дома, значи, има мръсноча во крвта, па што може да ни кажете за тоа, молам? Проблем со маснотиите, така? Да. Да. Добро. Да прашаме ли возраста и нешто друго дополнително? Потребно ли е? Ќе дадеме генерален одговор. Се разбира дека возраста, придружни заболувања кои што одреден човек ги има, влијаат врз овој проблем кој што го представи господинот, проблем со маснотиите во крвта. Значи, има одредени ретки состојби каде што генетски се предусловени тие се за среќа ретки и ги препознаваат докторите. Затоа што во одредени случаи земате лекови против маснотии во крвта, а тие не се намалуваат. Тога се потребни дополнителни исследувања со кои што ќе се дефинира каде припаѓате. Но генерално, надхранетоста како проблем во општеството генерално е исклучително поврзана со зголемените маснотии во крвта. Понатамо физичката активност за која што сега зборувавме и трето начинот на исхрана. Ние се уште живееме на начин дека трпезата треба да биде богата со се. Па тука да има и заситени масни киселини од животинско потекло и тоа во изобилие, па храната не е вкусна ако не е доволно солена, па ако нема неколку чашки ракија и убаво вино, исто така. Значи, но за жал во време на празници го правиме тоа претерано. Го правиме тоа пречесто и организмот место да се релаксира и одмори, ние од празниците излегуваме уморни. А зашто? Преадени, ненаспани, препиени. Но да не се излегувам од прашањето на гледачот. Значи, може да го подобри дејството на лековите ако ги зема за покачени маснотии со физичка активност и паметен и здрав начин на исхрана. А тоа значи застапеност на зеленчук и овоше во храната. Ние го имаме во изобилие, нашата трпеза за жал се уште не е доволно богата со зеленчук и овоши. Понатаму физичката активност секојдневна. Ако нема услови надвор, сторете го тоа во вашиот дом. Ќе се чувствувате многу подобро. Така да, таа е ризик фактор значаен и уште ако е врзана со покачен крвен притисок, знае да биде многу опасна, а всушност не дава никакви симптоми. Така да, би сакал да му упатам порака на гледачот и на сите останати гледачи, дека секојдневниот здрав начин на живење или промена на стилот на живење, ако бил предходно неквалитетен, ќе даде ефект. Дури цигарите ги поврзуваат со покачениот холестерол во крвта. Да, така. Но не смееме да останеме само на терапијата, туку да го примениме и ова што вие го споминавте, за да го постигнеме ефектите од терапијата ќе се утројат или зголемат 4-кратно ако вие имате физичка активност. Така да нека проба господинот уште од денес да се вклучи во тој редовен, секојдневен аспект на примена на физичка активност. Доволно е брзо пешачење. Така, да. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ви ги честитам најнапред празниците. Ви благодариме и сега моето прашање. Се работи за пациент кој имаше мозочен удар минатата година во февруари. Зборувате тука за физичка активност, меѓутоа што со ваквите пациенти кои се неподвижни. Потоа сакам да кажам дека пациентот прима е над 10, а има висок крвен притисок нон-стоп
Од минатата година до сега све 200 со 100 така. Друга терапија нешто или што да се прави со тоа? Ви благодарам. Така, ви благодариме и ние. И вам за прашањето. Се работи за исклучително сериозен случај околу активноста. За жал, тешко инвалидизираните лица мора да добиеш помош од друго лице во физичка активност кога се мисли. Значи, пасивни вежби во креветот, спроведени од страна на друго лице, ќе ја одржат тонусот на мускулатурата и ќе можат да, ако тој човек се надева на рехабилитација, да ја забрзаат рехабилитацијата. Значи, секојдневни вежби спроведени од член на семејството. Во почетокот може тоа физиотерапевт да ги покаже вежбите, а потоа семејството да земе улога во лекување на заболениот. Околу високиот крвен притисок. За жал, пациентот веројатно настрадал токму од него и се уште не може да се справи со него. За таква проценка е необходно лекарски преглед. Секако од палетата на лекови, кој што ја употребува господинот, за жал само еден лек, е недоволна да се справи со високиот притисок. Има можност со дополна на терапијата тоа да се изрегулира. Но се разбира по претходен преглед и проценка од страна на доктор. Тоа може да се спроведе и во домот на пациентот, кој што за жал тешко е подвижен и невозможно е скоро да се упати во здравствена установа на преглед. Затоа е важна улогата на домашната посета, улогата на патронажната сестра, улогата на телефонскиот совет на некој од здравствените лица како во случајов да се постапи. Живот после доживеан мозочен удар, така како понатаму да се продолжи и да се намали ризикот од повторување, контролирање на сите оние ризик фактори, така. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Ве слушаме. Поздрав до докторот, среќна нова година на водителката и на докторот. Ви благодариме. Да ви кажам, јас имам висок притисок веќе неколку години и пијам сабајле една од 10 и навечер од 10. И почнав истото што го вика докторот, да пешачам секој ден, значи во движење сум избркана од работа и едноставно цело сабајле сум сама на себе, нели, препуштена и можам што сакам да правам, значи времето се го организирам така што се движам повеќе, значи додека се движам, мене ми е притисок од 110 со 80 и мене ми е окей, супер ми е, нели. После ручек ова пак ми е добро, ама навечер околу 6 сат мене притисокот ми се качува 160 и тогаш мене не ми е добро. Се консултирав со мојот кардиолог, ми рече продолжи да се движиш, ама јас не можам и во 6 да се движам, и во 7, и во 8. Ме интересира мислењето на докторот, што јас да правам во тој момент, значи зошто ми се качува навечер околу 6. Иначе ми е добар, од сабајле до негде 5-6, мене ми е 110-120. Благодарам, многу пријатно. Ви благодариме и ние вам. Да, интересно прашање. Прво, информација која што да и во прилог на теоријата која сакаме да ја прошириме кон сите гледачи, дека физичката активност благопријатно делува. Во случајов имаме проблем со вечерно покачување на крвниот притисок. Значи, повеќе фактори може да влијат на ова. Факторите на стресот, кои што ние едноставно ги занемаруваме, а секојдневно ни се случуваат, секако дека влијаат врз тоа. Понатаму, начинот на земање на терапија е многу важен. Значи, терапијата за притисок се зема рано наутро, на гладно, веднаш после станување, а попладневната, како што рече господјата, вечерната терапија, сушност треба да биде попладневна терапија. И мој прв совет би бил да терапијата за притисок ја земе порано од до сега како што ја земал. Да речеме околу 17 часот да ја земе втората таблетка ЕНАП и да се обиде на тој начин. И кога ќе се качи притисокот, може 10 минути да направи дома вежби во тип релаксација, некаква, да речам, условно физичка активност, што ќе донесе рамнотежа духовна, физичка и психичка, за да го елиминира тој фактор. Така нека се обиде. Не слушнавме и некои други работи, нели, начинот на исхрана и ред други нешта кои што и дополнително така влијаат на покачувањето на притисокот. Кога човек е надвор, кога се движи, така тогаш убаво се чувствува, добро и за организмот, меѓутоа кога ќе се врати повторно на тие стари навики или стари обврски, веќе нешто почнува повторно да се случува.
Ќе се надоврзам на вас на овој коментар околу една работа што е сретна вчера, подготвувајќи се за емисијата, најдов на една пирамида наречена оружје за масовно уништување. И за жал, таму чекајќи ракети, бомби и митралези, најдов на нешто друго. На дното од таа пирамида, од едната страна е компјутерот, во центарот е каучот, на десната страна е телевизорот. Да. Тоа се првите наши непријатели кои што се дел од секојдневието. Некои работи можеме да елиминираме. За жал, многумина од нас компјутерот на работа не може да го елиминираат, но можат каучот дома да го, да речем, занемарат или да му дадат малку, помалку време од тоа досега што го правеле, а за телевизорот и да не зборувам. Македонецот, според последните статистики, е еден од лидерите во светот, да не речам во Европа, по време поминато крај телевизорот. На второто скалило кон пирамидата, кое што кон врвот се заострува, е автомобилот. Погледнете што направивме ние. Автомобилот го ставивме на врвот на пиедесталот. Ги изеде тротоарите во Скопје, ние со автомобил одиме до нашиот Гранав, што ни е преку улица, и да не речам се каде со автомобилот се движиме. Значи автомобилот како превозно средство во Скопје и во Македонија, кој што има благопријатна клима, мора да отпадне. Тој мора да служи само оној пат кога патуваме подалеку од нашиот град. После е тоа храната, која што е за жал кај нас се уште сиромашна со зеленчук и овошје и со нетретирани житарки, да речам, а полна е со јаглени хидрати, месо со заситени масни киселини и така натаму, и на врвот е цигарата, пушењето. Тоа моментно, заедно со загадениот воздух, е можеби најголемиот убиец во нашата средина, и апелирам до сите пушачи, еве им повод, стално во новите години бараме повод за некој нов почеток, да ги остават цигари. Нека биде тоа сега, така, сега, да донесат одлуката. И она што сакам да апелирам до сите лекари во државата и сите здравствени работници, а тоа е дека мора докторот да се постави кон индивидуата како мотивационен еден иницијален почеток за подобар и поздрав живот. Значи не може да му биде sejedno на докторот, матичниот да речеме, ако неговиот пациент пуши. Ние правиме скрининзи за карцином на дојка, за карцином на простата, а за жал прашањето дали сте пушач или не, некако го занемаруваме како да го ставаме во интимата на пациентот. Или ако биде поставено како прашање, да, само го слушате одговорот и... Така да има каде многу може да се делува. Така. Сите овие работи не лишуваат од физичката активност. Така? Така. И компјутерот, и каучот, и автомобилот, и се друго што споменавте. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Ве слушаме, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Да, ве слушаме. Да, слушаме. Најпрво среќни новогодишни празници. Ви благодариме. Се јавувам од најјужниот дел на Македонија. Кевделијскиот крај. Да. Каде што воздухот е најчист. Вака сега, имаме едно прашање за докторство. Пред едно, иначе на возраст сум од 50 години. Пред едно 6-7 месеца имав малку поголем стрес домашен. Значи, чував малку постари луѓе и не обрнав внимание на високиот притисок. Значи, притисокот после нивната смрт ми дојде на 200, 210, 220, со 135. Испитував се. Терапијата ми е доста голема. Значи, вака. На сабајле пием кордипин од 20 мг, бипресо од 2,5 мг, деметразепем, како се вика, од 10 мг. Дента, поручекта, пием лосартан од 50. Вечерта пием пак кордипин и исто пак за смирување. Се движам 10 км обовезно на ден. 2 пати 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 на
Килажа немам висока, нормална ми е, 68 кила, не знам дали, да е толкова. Ми ставија холтер. И што се случува кај мене? Значи, дента немам притисок, се е во ред, меѓутоа, кога ќе станам на Сабајле, јас сум со 200, 210, со 120, со 130, значи многу високо. Моментално, сега сум овие 3 дена во иста ситуација. Значи, вака, се хранам многу здраво. Месо кај мене нема. Мрсно нема. Спас за сите што имат висок притисок, значи да знаат, кухинското чоколадо со 70% какао е најдобро за сленување на висок притисок. Во моментот, ако имате страф од висок притисок, исто, пола лажичка цимет, веднаш го сленува притисокот. Меѓутоа, кај мене, тоа дента може, а вечерта на Сабајле имам висок. Проблемот е наутро, така, добро. Ви благодариме за јавувањето, ќе слушнете веднаш и совет. Пациентка која што е многу ангажирана за своето здравје, тоа е добар момент, иако таа граница е многу тенка од никаков ангажман до преголемата грижа. Гледам, применува дури неодредени помошни лековити средства за кои што чула и ги применува. Тоа е добро, сака да влезе уште проактивно во целата приказна. Но еден податок кој што е загрижувачки, а тоа е дека се направила, тоа се е навистина широко. Вака, ние го викаме овој отпорен крвен притисок, висок, на терапија, резистентен медицински речено, мора да оди на истедувања и кај нефролог, бидејќи често се случува да одредени вакви типови на артериска хипертензија бидат резултати на одредено бубрежно заболување или на крвните садови на бубрегот, бидејќи терапијата е навистина бројна. Не кажа само, поред тоа дека добро живее и пешачи, дали е пушач, отидови впечаток според тоналитетот на гласот дека има проблеми и со белите дробови, така да придружните заболувања можат да влијаат врз хипертензијата. Значи, причината за хипертензијата најчесто не е некаде скриена во срцето или во бубрезите. Таа е во крвните садови. Односно, колку тие се еластични и колку се спремни да го прифатат циркулаторно пумпната активност на срцето и тоа да го амортизираат, и тоа е всушност крвниот притисок. Така да мислам дека има доста направено и советувам, ако не била на нефролог, и тоа да го направи. Алатки има, промена на терапија, промена, повторно консултација со субспецијалистичка служба, бидејќи апсолутно дека проблемот е тлеечки и постои. Добро е што е господјата свесна за тоа и ја охрабрувам да оди понатамо во исследувањата. Така, да. Би сакала да поузборуваме накратко и за превентивните прегледи кои што се мошне значени, нели велиме превенцијата е најбитното нешто, подобро да го спречиме нештото отколку потоа и да го лечиме, па да завлеземе и во некои уште потешки ситуации. Да, превентивните прегледи се многу важни, исклучителни се пресек на општото здравје, се прават кај нас со среќа, се дел од законската регулатива за регуларни периодични прегледи на вработените, така да превентивниот преглед прво ќе ви направи увид во моменталната состојба на здравјето, ќе ги земе предвид вашите ризик фактори во однос на семејни заболувања, во однос на животните навики. Значи, тоа е можност да сретнете доктор кој што од тие општи генерални прегледи ќе ви даде насоки. Како и во сообраќајот, така и во здравјето, вие мора да имате сообраќаец. А кај превентивните прегледи, токму тоа е докторот. И ми е драго што и ние во Систина имаме оддел за превентивни прегледи, и тие се повеќе и повеќе се посетени, каде што за среќа одредени состојби сме ги откривале навреме и рано и сме ги упатувале тие пациенти на понатамошно лекување во рана фаза на одредени заболувања. Така. И посебно да бидат внимателни оние кои што имаат фамилиарна историја на одредени заболувања. Така. Да, се разбира. Ќе можат во многу нешто да сменат или да го намалат ризикот. Сигурно. Оно што доаѓа од семејство кај што има хипертензија, покачен крвен притисок, кај што имате
зголемена инциденца на кардиоваскуларни заболувања, треба да биде највнимателен. Но повторно не да помине од онаа страна да живее во страв и сенка на нешто дека ќе му се случи, и тоа пак го зголемува стресот и регрутираме пациенти кои што всушност и не се. Затоа што се под постојан стрес и страв дека нешто ќе им се случи. Да, или ќе дојде моментот кога таа болест ќе ги тој баланс знаете што здравието по дефиниција е всушност психичко, ментално и физичко здравје. Значи не само физичкото здравје, сите тие три чинители прават да една индивидуа може сама да за себе да се грижи, да привредува во општеството, да му возвраќа на општеството, за која ќе дојде момент да ги користи бенефитите на здравствениот систем. Так. Умереност во се? Дефинитивно. Умереност во се и еден начин на живење во кој што колку и да сте оптеретен, колку и да сте презафатен, ќе одвоите половина час во денот за себе. За себе, да. Така, да. Да ги слушнеме повторно гледачите. Добар ден, повелете. Ало. Ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Се јавувам од Охрид. Добро, повелете со прашањето. Среќни празници. Ви благодариме. Исто и ние вам ви посакуваме. Имам едно прашање до докторот. Баш ме имаше пред 3 месеци инфаркт, така речено. И му ставија 3 стента. И сега терапијата нормално си ја пијат, ама од торвексот што го пијат навечер за масноти му се крева шекерот. И беше се консултира тамо со докторите, му дадоа метаморфин. И дали и пешачит, сега е на пешачење, секое утро навечер пешачи. Да се бајле му е вред шекерот, откако ќе се напиет торвекс, му се зголемуваат. Доволно ли ова, доктор? Доволно е. Јас, да. според моите знаења и сознанија, торвексот не влијае на тој начин и мислам дека неправедно е обвинет за ова што кај пациентот се случува, значи покачување на шекерот. Шекерот во крвта е под влијание пред се на исхраната и физичката активност. Значи сето тоа што го спомна господјата за сопругот дека се движи пешачи, може би нешто треба да промени во вечерниот оброк. Така да веројатно е тоа причина. Он веќе добил терапија за шекерна болест со таблети, која што и треба време исто така за да даде резултат, но мислам дека мора во овој случај да се обрне внимание на вечерниот оброк. Тука има некаков проблем, по мене. И се разбира да се направи еден профил на колку изнесува шекерот во крвта во текот на еден ден. Значи едно мерење не е доволно или утринско или вечерно да каже како тој шекер во крвта во текот на денот се однесува. Не е голем проблем, мислам дека лесно ќе го решат, се разбира повторно во соодейство со матичниот лекар или со диабетологот кој што се грижи за пациентите со шекерна болест. Так, и при секоја таква промена или пак кога нешто не оди, а очекуваме дека треба да се среди на време, консултација, повторно, така да не чекаме и да не оставаме време да помине. Сите гледачи што се јавија изнесоа многу интересни сознанија, значи повторно се истакнува улогата на докторот. Значи, ниеден од лаиците не може да објасни одредени финеси во кои што ги гледа и ги забележува и тогаш му треба стручна помош. Така да добие вистинската насока, како што рековте, така, да. Јавувањето телефонски се во ред, повеќе за едукација и за давање насока и препорака, да направиме, не знаеме секогаш нели каде треба телефонски јавувања и одговори да не очекуваат, сепак лекарот како индивидуа и како најдобар познавач на здравието и медицината е тој што ќе ги даде вистинските одговори. Така. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Ало? Да, веќе ве слушаме, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав и би сакала доктором да прашам. Имам проблем едно подолго време од левата страна, ногата и цела лева страна има трпки како да ми се здрвуваат и устата, левата страна, полојната до устата ми се здрвуваат.
To traje samo nekoliko minuti. I poleka će se iščezniti. Imam i pritisak, imam i žlezo. Primam lekarstvo, a na ova svega mnogo počesto mi se slučuva. Desno nevrolog, snimam glata, desno Doppler. Niko ništa ne zna da mi kaže. Би сакала доктором да прашам ако знаете што да ми... Каде следно или што би можеле следно како преглед да направите? Во ред, ви благодариме. Ова наликува како два различни проблеми. Ови со ногата проблемот и трнењето и болката во ногата сугерира дека можеби пациентката има проблем со еден нерв кој што е одговорен за инервација на долните екстремитети, за ногата, и ако е уште надхранета, може би да се посомневаме на проблем со рбетот, односно со лумбалната кичма. Тука да се обрне внимание. Проблемот со ногата не можам да го поврзам со проблемот со устата и трнењето на лицето. Како цела лева страна што спомена, така? Но изгледа дека има, ми се чини барем, проблем со рбетникот во целост. Значи, ако имате вие проблем во лумбалната кичма, односно во крстот народски речено, тогаш после известно време проблемот ќе се прошири на целата кичма, а следна која што ќе се јави е вратната кичма. Така да овие проблеми ми наликуваат дека потекнуваат од рбетникот. И затоа тука да се насочи. Инаку не можам да ги објаснам збунувачки, тоа што траат кратко, па ги снемува. Снимаката на мозокот покажала дека со циркулацијата во мозокот е се вред. Така да треба малку уште еднаш поцелосно да се реевалуира целиот случај, да се даде правилен одговор. Малку покомплетни испитувања, така, или пак дополнителни кои што треба да се направат. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Поздрав до вас и до лекарот и едно прашање во врска со шеќерот. Така. Се работи за пациент 83 години. На сабајле шеќерот во крвта е ЛО испод нивото. Испод оно дозволено ниво, а тоа е околу 7,30 до 8,39,30. На ручек околу 14-15 часот се качува на 14-15. Навечер 17-18. А што би можело во врска со ова да кажа? Само да го прашам гледачот, ако може? Да, слободно. Како го лекувате шеќерот? До преди 2 месеци примаше на сабали навечер глибедал по 0,5. А сега? Од пред 2 месеци на сабали глибедал 0,5 или пола од 0,5, а на ручек е глуформин од 850 мг. Така. Бројките за вредностите на шеќерот во крвта напладне и навечер се загрижувачки. И тие се високи и сметам дека не ке може, за жал, гледачот со таблети да го реши овој проблем. И поред настојувањата на лекарот кој му ги препишал таблетките, веројатно му дал и одредени диететски препораки за начинот на исхрана и оброците, но ова мислам дека треба да оди на уште една проценка кај ендокринолог, за да се види дали не треба можеби инсулин да се вклучи во терапијата. Се напушти веќе теоријата дека шеќерната болест кај повозрастната популација, за како што станува збор за гледачот, се лекува само со таблети. Се повеќе тип 2 диабетот се лекува и со инсулин. Така да препораки се да направи просечни вредности за шеќерот во крвта во последните 3 месеци, што ќе отслика многу повеќе сликата. Тоа се вика хемоглобин А1С, и да се размисли сериозно, ако не и да се започне со лекување со инсулин. Вредностите на ручек и на вечера не се добри. Со таблети нема да се средат. Така. Од оно што ни го кажа, што го слушнавме и како препорака до гледачот. Се приближуваме кон крајот на денешната визита. Би сакала да го искористам вашето денешно присуство да ве прашам и за новитетите во нефрологијата. Субспецијалист нефролог, во март е светскиот ден на бубрегот. Да прозговориме и еве накратко како порака покрај оние препораки и совети за здрав начин
на живење и за година здравје. нов оптимизам, нови очекувања, науката, збревта секојдневно и секоја година со откритија кои што ќе му донесат благосостојба на човештвото. Нефрологијата не заостанува за тоа, значи има надеж за пациентите и на диализа и за пациентите со бубрежни заболувања. Направени се неколку значајни откритија и чекори. Првото и најзначајното според мене е дека во лабораториите каде што преку матични клетки се креираат одредени ткива, а тоа е биомедицина, успеано е да се креираат крвни садови на бубрегот за прв пат. И тоа е исклучително голем момент, би рекол празник за еднината на медицината во нефрологијата, дека скоро е времето кога ќе може да се креираат така наречени биооргани. Некако вид на нови органи во кои што ќе се одржат и малку технологија, малку и биолошки материјал. Значи, матичните клетки со своето значење што можеме да ги сочуваме кај децата и кај нашето поколение, можат да во идно време бидат значаен фактор во лекување на многу заболувања. Тоа е број 1 порака што сакам да ја упатам. Број 2, одобрено е од Агенцијата за храна и лекови на Соединетите држави да се почнат експериментални студии на луѓе со мобилниот апарат за диализа. Значи, среќата да се откачите од апаратот за диализа кој што ве врзува за местото на живење и за центарот за диализа, најверојатно во оваа наредна деценија ќе биде реалност. И она што ни упатува секоја година светскиот ден на бубрегот, кој годинава на 10 март ќе биде одбележан, а треба да се случува секојдневно, е здравјето бубрежно кај децата. Тоа е една исклучително важна тема од превентивно значење и за тоа ќе оставам да поразговарате за посебно да направиме и емисија, да. Значи има надеж, има новини, секој ден медицината напредува исклучително со брзи чекори, но за да ги уживате благодетите на модерната медицина, прво е битно да дочекате длабока старост. А длабока старост ќе дочекате ако водите грижа и го негувате здравје. Да. Препораки и совети како здраво да живееме за да можеме да управуваме со сопственото здравје. Понатаму. Ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Благодарам и на вас. Так. Почитувани гледачи, останете со нашата програма Метео 5 во продолжение, потоа вистите во 11 часот, а веднаш по нив продолжуваме со визите за да ви доделиме вредни подароци. И веднаш по вестите во 11 часот, информациите од земјава и од светот, продолжуваме со нашата денешна визита. Минутите посветени повторно вам, почитувани гледачи, кога ви подаруваме вредни подароци, но само накратко подсетување на она за што ние зборувавме денеска во оваа прва визита во 2016 година. На визита ни беше примариус доктор Љупчо Стојковски, специјалист интернист, субспецијалист нефролог, од кого ги слушнавте препораките и советите за здрав начин на живење, како да го зачуваме и како да го предиме сопственото здравје и здравјето на нашите најблиски. Треба да внимаваме и да ги практикуваме и превентивните прегледи, посебно кај оние луѓе кои што имаат фамилиарна историја на одредено заболување, да внимаваме на тоа како живееме, да имаме поголема физичка активност, како што спомена и доктор Стојковски, по половина час брзо одење секој ден ќе биде доволно за да го одржуваме сопственото здравје. Тоа е она на што секогаш апелираат докторите, и физичката активност, здравиот начин на исхрана, овошјето и зеленчукот да биде поприсутно на нашата трпеза, а не потешката или помрсна храна која што дополнително и го зголемува ризикот од одредени заболувања. Од нас зависи како ќе го живееме животот, како ќе се грижиме за сопственото здравје и колку ќе бидеме долговечни, се разбира. Високиот крвен притисок беше најмногу застапен и во прашањата на гледачите кои што денеска се јавија во визита. Треба да го регулираме, да го контролираме, со тоа да го намалиме ризикот од други проблеми, и токму и прашањето кое што денеска го поставуваме до вас ќе биде поврзано со притисокот. Хипертензија е низок крвен притисок или висок крвен притисок? Полесно од ова и не можеше да биде прашањето, за да еден наш гледач кој што ќе се јави по рекламите и точно ќе ни одговори да добие вреден подарок од визита, пракса која што ја продолжуваме и во оваа нова 2016 година. Следуваат реклами во продолжение, но останете со нас, ве очекуваме за брзо време.
И во новата 2016 година си ја продолжуваме истата пракса, подаруваме вредни подароци на нашите гледачи за точен одговор на поставеното прашање. Еден наш гледач си добива вреден подарок. Денеска во соработка со естетско-дерматолошката ординација доктор Анчевски доделуваме третман за освежување и подмладување на лице во вредност од 4200 денари, а ќе го добие оној гледач кој што точно ќе ни одговори на прашањето. Да слушнеме кој ни се јавува. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар Први ден. да ви честитам среќна нова година. Ви благодарам. Истите честитки јас ги упатувам до вас и до вашето семејство. Кој ни се јавува? Благодарам. Македонка Стојчевска, Од каде Македонка? улица Стари Новаќина, од насел Вадрачево, Скопје. Така, како си ги поминавте новогодишните празници? Па убаво, Убаво. во домашна атмосфера, да. Так. Најубаво е во кругот на семејството, а допрва, нели, еве во овие денови не очекуваат и божитните празници, па повторно ќе имаме можност за убаво дружење со нашите најблиски. Го добивате овој вредносен ваучер од 4200 денари за подмладување и освежување на лице, но доколку точно ни одговорите. Ќе го поставиме уште еднаш прашањето за кратко подсетување: хипертензија е низок крвен притисок или висок крвен притисок? Висок крвен притисок. Висок крвен притисок, така да. Општо и добро познато на сите нас, треба да го контролираме доколку го имаме високиот крвен притисок, да внимаваме на начинот на исхрана, начинот на живење, за да можеме да го одржуваме во контрола. Го добивате овој вредносен ваучер и се надевам дека и понатаму ќе бидете редовен гледач на нашата емисија, па можеби ќе се слушнеме и во некоја следна прилика. Ви благодарам и вама, ви благодарам и на сите вас, почитувани гледачи, кои што и денеска не следевте. Нова визита имаме утре во оној ист термин, 10 часот, кога ќе имаме и нова тема, и нов доктор, и нови јавување, се разбира, и прашање од ваша страна, а сега останете и понатаму со нашата програма, бидејќи во продолжение следуваат најдобрите совети.